Може би оваа година ќе не остане најзапаметена до сега, сигурно поради завршетокот на учебната година. Следејќи ги препораките од СЗО, нашата држава покрај другите мерки за заштита од COVID-19 го запали обичното образование на неодредено време, што допринесе до старт на нова лодка неиспробана досега, односно држување на онлайн наставата. Многу од нас учениците го прифативме овој тип на настава, но со малку револт и страв, бидејќи си ги поставуваме прашањата како ние ќе завршиме годинава, односно како нас ќе оценат професорите и како ќе ни види овој тип на настава доколку имаме потреба во годината повторно од него. Во последно време многу често слушаме жалби и поплаки поради онлайн наставата, немање доволно услови да се спроведе истата, давање премногу нов, тежок и необјаснат материјал и нефер оценување од страна на професорите. Но ретко слушаме нови идеи и начини како да го подобриме ова. Затоа наместо да се жалиме и да бараме виновник, треба да почнеме од себе, бидејќи ние, младината, сме оние кои што ќе го подобрат нашето образование. Лечинското учење ни дава поголема флексибилност. Проучувајќи на интернет, ние можеме да се избереме сопствената средина што најдобро функционира за нас. Можеме и часовите да се ги прилагодиме според нашиот секојдневен распоред. Затоа онлайн наставата ќе станува се повеќе популарна, бидејќи со текот на времето ќе се развие и ќе се подобри нејзиниот квалитет. И не забравяйте, за сите нас ова е ново, ни треба време да се навикнеме, вклучувајќи ги и професорите и учениците. Но почна тестот. Слушај, ајде те замолам да му се јавиш на професорот да му кажеш дека снема Wi-Fi. Ми ставија неоправдан дека ми падна конекцијата. За жал, ова се само дел од речениците кои дојдоа заедно со онлайн наставата, а не се секојдневие нам на учениците. Дозволете ви се представам. Се викам Вероника, имам една детска соба, еден лаптоп, 2 сестри и онлайн настава секој ден од 8 до 13 часот. Освен тоа, ни се зададени еден куп есеи, презентации, испрашувања, тестови, квизови и ред други работи кои мораат да бидат завршени до одреден датум и време. Реално гледано од страна на еден професор, јас и немам некоја друга работа, па можам да стигнам да завршам се до одреденото време. Но колку е ова фер? Колку е фер да се очекува сите ученици со различни финансиски позадини да имаат можност да се вклучат 24/7 на онлайн часови? Колку е фер некои училишта да работат втора смена онлайн настава, иако тоа е единственото време во кое можеме да испаднеме и да свртиме круг околу зградата со куќето? Дали некој се сетува на учениците од помалите области и нема ли начин сето ова да се промени? За да се подобри целава ситуација, смислевме неколку предлози кои можеме заедно да ги примениме. Ги замолувам наставниците да ја прифатат ситуацијата, да ни даваат онолку домашно кога што можеме да завршиме и се разбра да имаат обзир дека сите ние имаме различни услови. Кога не можеме да се вклучуваме на некој час, да смислат алтернативен начин за да си го оправдаме изостанокот. Да пробаат повеќето часовите и тестовите да ги закажат во времето во кое не смее да се излегува и секој од нив навремено да се извеса. А ние учениците да се смириме и на најдобар начин да придонесеме во подобрувањето на нашата настава.